Македонското министерство за надворешни работи засега нема одговор дали воопшто официјално ќе реагира на вчерашната одлука на косовската влада да им додели по 10.000 евра на семејствата на терористи кои убија осумина специјалци во случајот Диво населје. Според одлуката, овие пари што владата на бившиот командант на УЧК, сега премиер Рамуш Харадинај ги дава, биле наменети семејствата да ги платат судските трошоци. Оваа одлука предизвика револт кај граѓаните на Македонија, кои во ова видоа директно мешање на Косово во внатрешните работи на Македонија. На социјалните мрежи се коментира дека МНР треба да реагира оти станува збор за одлука на Приштина со која се финансира тероризам во друга држава. Логиката за ова обвинување дека 33-цата се осудени за тероризам и терористичка организација и давањето пари за нив и нивните семејства може да се гледа како директно финансирање на терористички акти. Во светот не е забележан случај било кој од тие што се осудени за терористички напади, како на пример тие во САД или во Европа, да добијат отворено пари од владите на нивните матични земји. Дури добивањето на парични средства по други канали се забранува и се квалификува како финансирање тероризам. Дали косовската влада се обидува да стави панцир на злосторствата во која беа убиени 8 македонски специјалци и сака осудените да ги прогласи за маченици? Инаку 16 косовски државјани се осудени дека учествувале во кумановските настани. 5 од нив се осудени на доживотен затвор, 7 на по 40 години, а на 4 им е одредена казна затвор од по 20 години. Во Македонија само јавноста е згрозена од одлуката за парична помош за 16 државјани на Косово. Властите во Македонија на иста линија со косовските, дека со сите напори ќе изнајдат начин случајот да има меѓународна правна разрешница, но недоречени дали имаат вина осудените кои беа фатени на местото на злосторството. Обвинетите за тероризам и терористичка организација во ниту еден момент за време на судењето не негираа дека биле дел од групата на Мирсат Надреца и Бек Ризај, кои дошле во Куманово да се борат како што се бранеа пред судот за правата на албанците, а истите по загубената битка со кренати раце и се предадоа на полицијата. Единствено на што се противеа беше правната квалификација на делото, дека тие не биле терористи, туку се бранеа дека се под шинелот на УЧК.